Во рамките на конференцијата, меѓународната конференција предизвици на идентитетот, културното наследство, одржливиот развој и туризмот, поврзани со нови кризи, која што се одржа во Охрид, говоревте за етнопопулизмот. Јас би го проширила прашањето не само на етнопопулизмот, туку воопшто популизмот, не само во Македонија, туку и на Балканот, колку е застапен и кои се оние негативни последици кои што може да ги создаде во иднина. Па популизмот е старо прашање колку што е демократијата, затоа што нели демократијата во основа подразбира владење на народот. Но етикетцијата народ неретко се злоупотребува низ сите демократии, вклучувајќи ги и поновите демократии кои што припаѓаат нели на делот во југоисточна Европа, што значи дека тука малку е зголемено влијанието на популизмот, затоа што прво заради самото разбирање на демократијата, малото искуство со демократијата и второ заради придобивките за елитите кои што ги носи популизмот во смисла на негова примена, така што да, во право сте зголемена. Мислам повеќе популизам може да се сретне во поновите демократии, кои што неретко добиваат квалификација и либерални демократии, хибридни демократии, хибридни режими. Впрочем, и ние имавме една епизода од авторитарен популизам и таа варијанта на популизмот е многу по-загрижувачка од другите. Дали уште ги чувствуваме последиците од тој така наречен авторитарен режим кој што беше завиен во формата на демократијата, да, од кој што сметаме дека се ослободивме, но гледаме дека се уште има некакви остатоци? Па да, затоа што авторитарниот популизам не е тоа сведено само на кампања и на реторика, напротив, авторитарниот популизам прави системски интервенции, значи самиот систем го моделира на начин да биде во корист на авторитарните лидери. Така што она што го именуваме популарно како инсталации режимски, тоа е токму последицата од авторитарниот популизам и од авторитарното владење. Значи тие системски интервенции и систематски инстанции кои што беа нели условно кажано инсталирани се уште се активни. Го спомнавте народот. Дали народот е во положба нешто да промени? Дали дел од луѓето, значи веќе го разбираат сето тоа, бидејќи настанува некогаш општ хаос околу размината на мислењата, се комплицирани стануваат дебатите околу демократијата, околу тоа кој е во право, кој не е во право и како сето тоа може да се надмине, значи на кој начин. Едно од решенијата е едукацијата, но што е со возрастните? Да, јас намерно го спомнав народот за да реферирам на популизмот, затоа што популизмот фактички го злоупотребува поимот на народот во аспект на плебисцитарна поддршка. Значи се нели во владењето на народот, омилената или желбата на народот, тоа е омилената фраза на популистите. Наместо тоа, ние мораме да се занимаваме со граѓаните. Зошто? Затоа што граѓаните се тие кои што се фактички во некој си условно кажано контрактуален однос со државата во смисла на заштита на правата и слободите на граѓаните. А народот станува флоскула за злоупотреба на некои нели лични, партиски, авторитарни цели. Сега како вие прашавте, како да избегнеме од комплицираните ситуации? Па прво мора да имаме свест за тоа што значи демократија. Не многу пати сум споменала дека демократијата не е дестинација еднаш кога ќе стигнеш и тука да застанеш, туку таа захтева континуирано нејзино надградување. Градењето на отпорност на демократските системи е од клучна важност. Значи, не е тоа нешто што е типично само за нашата средина. Еве гледате вие што се случи со Кептен Хил, со Доналд Трамп. Пред минатата недела Болсонеро што направија во Бразил. Значи, тоа се некои континуирани предизвици демократијата што ги има, зошто баш заради таа злоупотреба на компонентата народ. И од тука прво мора да се овозможи нели дебата, да има плуралност на мислењата, меѓутоа таа дебата мора да биде аргументирана, не да се занимаваме со некои приказни што не постојат, што се надвор од реалноста, како бугаризација, албанизација и слично.
Напротив, значи со конкретни теми во кои што ќе има размена на мислење, размена на визијата за тоа каде води една демократија и само на тој начин може да се еманципира граѓанството, да размислува за својата еднина и впрочем да делува согласно својата визија што има за еднината. Например, европската, да не биде тоа да не звучи многу теоретски, како што вообичаено може да звучи еден политолог. Например, конкретно дебатата за Европската унија. Сега има дебата или нема дебата за Европската унија? Не ми се чини дека нема, туку дека некои од политичките фактори си даваат сигнали кои што се мешани. Не викаат јасно не сме за ЕУ, не викаат нејасно не сме за НАТО, освен некои нормално маргинални фигури, но сите действија во врска со таа агенда ги бойкотираат. Значи, ако имаат да кажат против, нека бидат јасни во тоа, па ајде да видиме стварно каде води државата, каде сакаме да ја видиме државата. Имаат ли визија за наредните 10, 20, 50 години? Значи, ништо од тоа нема на масата на дебатата. Напротив, има некои фрази, некои општи места кои што апсолутно никакво значење немаат, но исто така нема ни никакви действија кои што нивните декларативни заложби, или програмски да речам, посебно кај опозицијата, би артикулирала некој конкретен став. Така што тоа не е дебата. Тоа е зафркавање, тоа е инфантилност. Кога збориме за дебата, добро, нека се произнесат што сакаат, каде ја гледаат земјата, нека го кажат ставот. Тоа не го гледаме. Значи дебата би имала кога би го артикулирале прецизно и јасно она што го сакаат. Нема дебата затоа што нема артикулација на став. Да, ама тоа кога споменуваме опозиција да се случува и на другите теми. Оние во економијата велат толку и толку средства да се изваат за тие категории, кога ги прашуваме ева и како новинари од каде тие средства, они викаат има пари во буџетот. Тоа е малку тоа е несериозно. Несериозно затоа што многу мислам они презентираат може вакви мерки, може такви мерки, ама тие мерки треба да имаат реална проекција на остварливост. Да, така е, имено. Значи, тоа све е во ред со критиката. Никој не вика не треба критика да има, напротив, баш е добро да има критика, но и тоа во еден конструктивен тон. Да видиме, ајде дебатата, што е придобивката од ова поведение. Има ли некоја придобивка? Не само она rebel without a clue, како се вика. А дали тоа значи дека имаат изгубено чувство со реалноста и со луѓето, значи со нивниот живот, или пак се свесни за сето тоа и свесно манипулираат, односно си го користат тоа право на манипулација, пропаганда во својството на популизмот. Па мислам дека е комбинација. Потрката за гласови, значи потрката за моќ. Па мислам дека е таа една кратковидост која што е резултат на комбинација од двете работи што ги спомнавте. Затоа што има луѓе и во опозицијата кои што се проевропски расположени, кои што не се согласуваат со актуелниве случувања, актуелниве условно кажано ставови да немаат став. Тоа е став да немаш став. Што е со тоа? Мислам, сепак опозиција да секоја демократска земја е потребна опозиција која што ќе биде конструктивна. Не во смисла се да поддржува, токму во ова што вие го кажувате, во смисла на артикулирање на став кој што би требало да биде контратежа на она што е естаблишмент. Затоа што само преку сериозна и јасна дебата може да се дојде до подобри решенија. Тоа е поентата. Гледаме дека во регионот, да речеме, лидерите популисти се некако прифатени кај луѓето, значи ние имаме тука македонци фанови на Вучич, значи и тоа сериозни фанови на Вучич. Да. Тоа како би го опишале? Тоа е некоја не знам остатоци од некој поранешен систем или пак самото представување, самиот начин на кој што Вучич сето тоа го манифестира преку одредени работи кои што ги кажува, презентира, како е представен на социјалните мрежи. Па повеќе би рекла дека, видете, сега популизмот е феномен кој што се врзува со демократијата. Тоа е негова инхерентна деформирачка содржина. И затоа се многу битни тие институции да бидат многу силни треба, за да може да ги пресранат тие популистички екзибиции.
Не е нешто да кажеме типично сега за овој регион популизмот, напротив, тоа е една референца во самата демократија од почетоците нејзини до денеска, која што се провлекува низ историјата на демократијата, од секогаш е имало, меѓутоа тој либерален тон кој што е неопходен за јаките системи, доколку го немате, тогаш преовладува популизмот. И тоа е случајот и со Србија, тоа беше случајот и со нас, тоа е случајот со Орбан, тоа е случајот и со Путин. И со Путин, што реално кога ги прашуваме ние, да речеме, правиме анкети и граѓаните, они немаат реална причина да речат зошто го сакаат Путин. Ниту кон земјата, значи некои афинитети да се преселат, да живеат таму или било што, меѓутоа Путин е... Да, затоа што кај популизмот специфично тоа што се вршат не е тоа само една нарација која што лидерот популист ќе ја презентира. Кај популизмот и кај авторитарниот популизам или еве сега крајната консеквенца се виде со Путин. До каде тоа може да доведе, значи деформациите на демократијата, тие нејзини внатрешни содржини што се внатрешни тензии, ако не се пресретнат со либерални јаки check and balances, институции, слобода на медиуми и се останато, тие лесно деформираат од авторитаризам, значи прво доаѓа популизмот, па авторитаризмот, па потоа следната фаза е тоталитаризам. И следната фаза е екстерминација на другиот, како што се случило нели со фашизмот. Да. Како што сега се случува со... Затоа велиме дека демократијата сама по себе не е доволна за артикулирање на слободата. Затоа зборуваме секогаш за либерална демократија, затоа што спротивното од либералната демократија е и либералната демократија. Демократија која ги нема инхибициите, само инхибициите институционални поврзани со либерализмот. И тоа е, како велите, системската интервенција не е само во делот на проголтување на државните ресурси и општествените. Значи, например, вие сте од медиумите. Медиумите стануваат алатка на авторитаризмот исто така. Вие се сеќавате дека во времето на Груевски, кој што не беше тоталитарен, туку авторитарен популизам, медиумите како функционираат. Значи, прво зависеа финансиски од државното буџетирање, што потоа се фактички се укинаа тие мерки. Така што во голем дел тој авторитарен систем се овозможува и од медиумите. Така што една инстанца е медиумската, втора инстанца е судството. Кога во еден ден ќе отпуштите едно чудо суди, како што беше случајот во времето на Груевски, и потоа ќе направите своји инсталации. Кога во извршната власт ќе ги превземете работите во партиска смисла, па наместо МВР ќе имате, како го вика, МВР. Да. И така, дел по дел институциите се окупираат и почнуваат да работат во полза на авторитарниот лидер или партијата. И се тоа, ако не се спречи на време, по пат на овие либерални содржини, конституционализам, затоа е многу битно да имате јаки и независни институции, кои што ќе можат да се одбранат од тој налет кој што, пак ќе повторам, го има демократијата во себе, го носи, само тоа се тие внатрешни контрадикторности на демократијата, кои што ако не бидат пресретнати од јаките институции, од независните институции, од либералните институции, ќе деформираат во авторитаризам, потоа следи следната фаза е тоталитаризам и на крајот се завршува со екстерминација на другите, на тие што ви сметаат. Ќе ги почнете да ги чистите. Тоа не е сега во Македонија прв пат се десило. Да, тоа е. Тоа има историја авторитаризмот, кој што може да биде и резултат на, за жал, на самата демократија. И сега тоа е многу често преследено и со национализам, значи национализмот исто така е една алатка. Сметате ли дека имаме малку барем напредок во нашево општество на тоа поле? Дали иницијативата Едно општество за сите направи некакви промени, колку и да се мали, значи некакви чекори во тој поглед? Па да, јас тоа е многу благородна идеја, значи
За жал таа идеја не може да добие таква видливост како што заради етнонационализмот кој што е присутен во сите, нели во двата блока, така да речам. И иако има На двата блока мислите македонскиот и албанскиот? Па да, затоа што најчесто. нели тоа се нели двете овие доминантните културни групи во земјата. Така што едно општество проба да ги со стратегијата во првиот турнус и во вториот турнус еве сега е во подготовка. Стратегијата едно општество за сите и интеркултурализам се обидува да го пренапрегне тој националистички тон кој што за жал се уште е присутен кај некои од политичките субјекти. За жал и во македонскиот блок и во албанскиот блок се кокетира со тој национализам, меѓутоа тоа не може да носи добро на земјата, затоа што ние веќе нашиот систем, ние го имаме рамковниот договор. Рамковниот договор е тоа што е дел од Конституцијата, прави еден широк опсек на акомодација на културните права и на групно специфичните права, алиментира power sharing, односно споделување на моќ во извршната, законодавната и судската власт дури, и тоа е, значи, почитувањето на рамковниот договор и неговото разбирање во оригиналниот дух што го има е сосема доволно за да ние ја имаме таа мултикултурна демократија, и секоја злоупотреба на рамковниот договор во политички цели е погубна е за сите. И дури за оние кои што најмногу е наманет, така да речам. Еве, например, и за изненадување за мене беше изјавата на Меджити. Тој вели вака: владата го трампаше рамковниот договор за мултикултурализам. Сега, дали е тоа јазична бариера кај него во прашање, кога го кажа ова, не можам да знам. Меѓутоа, мислам дека таа изјава треба или да објасни, или нешто да направи со неа, затоа што не може владата да го трампала рамковниот договор кога работи по рамковниот договор. И поготово не да го трампа за мултикултурализмот. Па рамковниот договор е најдобриот можен пример на мултикултурна акомодација, референтен во научната литература во светски размери. Значи, што сакал да каже, тоа стварно мислам дека треба да се дообјасни. Сега, ако е тоа така како што тој го кажува, тоа значи дека има сериозен националистички тон во таа изјава. Ако не го дообјасни, ако може да сакал нешто друго да каже човекот, не знам. Меѓутоа, такви изјави, дали се лапсус, дали се несмесни, дали се тенденциозни, не може да носат добро. Во реде може да имаат во ДУИ или некоја внатре партиска пресметка или што прават, ја стварно не знам. Меѓутоа, сериозноста на оваа изјава во поширокото општество треба да се има во предвид. Што кажува, што сака да каже со тоа? Мислам дека треба тоа да го дообјасним. Мислам и должи на јавноста едно објаснување. И тука ние не би требало да се насладуваме на таа борба внатрешна во ДУИ. Него дајте нека артикулираат што е концептот, кои се тие групи кои што таму се. Ако имаат против мултикултурализмот оваа огнена група, тоа треба да го кажат. Затоа што мултикултурализмот е нашето најголемо богатство. Што трампал, кој трампал? Не може сериозни чинители се сепак. И таа фракција внатре треба малку поголема одговорност да има према јавноста, према општата јавност, поготово према овие што сакаме, нели, што се бориме за едно општество. Така што тука мислам дека и должи едно објаснување на јавноста. Без никакви лоши намери не го кажувам ова или тенденции да зафаќам тука страни, мислам стварно не ме засега воопшто тоа, али овие елементи што се за Добро, тука малку со животот, мислам дека тие пречки се и околу уставните измени, малку имаме сега една жешка политичка сцена. Па имено и во тој контекст одговорноста е голема. Па тука е со Бугарија, значи спорот кој што нели преговорива малку
и поспора ни одати влушени се односите. Па, Растргнати сме со економската криза и сега доаѓаат и овие компликации во политичката сцена и баш поради моментумот на тоа што сме од повеќе страни притиснати и треба да донесеме важни одлуки, баш од тие причини политичарите мора да даваат поодговорни изјави. Не може така да се истрчуваат, да си кажуваат што ќе им текне. Значи, што значи таа изјава? Има ли некој да објасни? Од дуи да каже што е таа изјава? Што поддржале? Вика, го трампале за граѓанско општество, па не знам, демократија кај што нема граѓанско општество, има ли таква демократија негде кај што нема граѓанско општество? Затоа вела, можеби е јазична бариера во прашање и од тие причини можда не се изразил доволно добро господинот Изет Меджити и затоа мислам дека треба само да си ја дообјасни изјавата, без никаква лоша намера, за да знаеме што е намерата. На страна нивните внатрешни прикази. Мислам, стварно не треба да се бавиме со тоа. Еве сега една внатрешни проблеми во СДСМ, внатрешни проблеми во ДУИ, а си течат паралелно процесите, застаруваат кривичните дела кои што беа извршени токму во времето на авторитарната епизода. да, застаруваат повеќето од делата, сам сведоци сме на тоа. Да. И со што треба да се бавиме сега со внатрешпартиските проблеми на СДСМ и на ДУИ, ако воопшто постојат. И тоа може да го доведеме во прашање, дали стварно постојат или нешто друго е. А како ви изгледа ова процесите што застаруваат? Како може на секој нормален човек, мислам, тоа не треба да си стручњак за нешто, за да сите сме повеќето се разочарани. Сите граѓани, освен можда некој што директно што се дел од коруптивните ланци, можда само они не се разочарани. И само може да мотивираат таквите судски одлуки, само може да мотивираат уште поголема корупција. Значи секој нормален човек што живее тука, нормален граѓанин, очекува да судскиот систем да респонзивен, да биде ефективен, брз, да решава за случаевите, не да застаруваат, мислам дека нема човек што може да го поддржи. И тука е ова шанса исто за владата. Со непопуларните, следот на непопуларните одлуки што треба да ги донесе, така, да уставните измени и сето останато, тоа паѓа популарност и рейтинзите паѓаат. Штом паѓаат рейтинзите, мислам дека баш корупцијата е добра платформа, конечната пресметка со корупцијата е добра платформа за да го акомодираат тој пад на популарност. Ако влезат одлично во, како што велат, во борбата со корупцијата.